Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина, а за денес избравме една несекојдневна тема, можеби индиректно поврзана со храната. Со нас е денес госпоѓа Весна Левков, научен соработник во Институтот за сточарство, во делот Завод за исхрана и преработка на хранителни производи. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Ви благодарам и на вас, бидејќи сепак е неделно попладне и времето го одвоивте токму за слушателите на Радио Слободна Македонија. Кога ве поканив да бидете дел од оваа емисија, одев со тенденција да им дадеме до знаење на нашите слушатели дека во Република Македонија имаме многубројни научни соработници кои што преработувале во своите докторати теми од Република Македонија поврзани со храната. Денес вие ќе зборувате за традиционалниот производ или ваша тема беше Мариовското биено сирење. Да. Како за почеток, зошто традиционален производ? Па, кога тргнуваме во однос на изборот на храната која што сакаме да јадеме или консумираме, секогаш тргнуваме од аспект на тоа колку е храната вкусна, значи прво ја оценуваме преку вкусот и мирисот. А традиционалните производи, конкретно традиционален добиен начин млечни производи, односно сирење, се карактеризираат со многу поинтензивен мирис и вкус отколку оние производи кои што се добиени во индустријските капацитети, односно млекарниците. Самото име дека имаме традиционална храна, односно традиционално сирење, укажува на тоа дека сирењето се добило на традиционален начин, значи години уназад. Значи на еден начин кој што се повторува или не се менува долг временски период и се пренесува од колено на колено во рамки на едно семејство, на една фамилија, што укажува на тоа дека има некаква традиција во однос на начинот на негово производство. И самиот традиционален начин на производство фактички ни представува еден одраз на културата и на историјата на регионот во кој што се произведува. Ние во Република Македонија скоро на целата територија имаме на традиционален начин добиени сирења, како и млечни производи во различни региони. Секој од нив си има некои свои специфики во однос на начинот на производство и токму тие специфики во однос на начинот на производство ги прават тие меѓусебно да се разликуваат по одредени некои своји карактеристики и својства кои што најчесто се забележуваат како во изгледот на сирењата, така и во однос на нивниот вкус и мирис. Меѓутоа, традиционален начин на производство на сирење не е застапен само кај нас, туку го имаме и во голем број на земјите од Европа, како што се Франција, Италија, Шпанија, Португалија, земјите на Балканскиот полуостров, понатак Азија, Јужна Америка. И се повеќе, особено во последните години, 10 до 20 години, се настојува да се навратиме кон зачувување и користење на тие традиционални добиени млечни производи и сирења. Прво да ги вратиме од заборав, значи да не го заборавиме нивниот начин на производство, а од друга страна пак едноставно да се подсетиме на нивниот вкус и мирис, бидејќи индустријски добиените сирења многу често наликуваат во однос на својот вкус еден на друг, така што веќе бледеат на некаков начин, ако може така да се каже,
во однос на својата арома, во однос на својот вкус и тие сензорни карактеристики. Со ова го начнавте и второто прашање. Каква е разликата помеѓу индустријски добиен производ и помеѓу традиционален производ? Зборуваме конкретно во емисијата за сирењата, кои што се без разлика од овче или од кравје млеко, во случајов за овче млеко. Така, кога зборуваме за традиционални добиени сирења, обично прво што ми паѓа на памет е дека тоа е сирење кое што се добива од сурово млеко. Значи, тоа е млеко кое што не подлежи на пастеризација, на процес на пастеризација, ниту пак подлежи на процес на филтрација. За разлика од индустријски добиените сирења, каде што млекото кое што се користи за производство на сирење оди на вакви претходни третмани. И обично традиционалните добиени сирења се произведуваат во фарми или домакинства, значи имаме тука мал капацитет на производство. За разлика од индустријски добиените, каде што се производството на сирења оди во многу поголема количина. Исто така, традиционални добиените сирења се карактеризираат со тоа што нивниот начин, односно млечно-киселинската ферментација која што се одвива во нив, ќе биде заснована на микроорганизмите кои што се природно присутни во млекото, додека пак кај индустријски начин добиените сирења, токму поради процесите на пастеризација или филтрација, доаѓа до отстранување на микроорганизмите присутни во млекото и заради тоа е неопходно за да може да се направи сирењето да се додадат млечно-киселински бактерии, односно така наречени стартер култури. Така што присуството на млечно-киселинските бактерии во традиционално добиените сирења е варијабилен. Значи, секогаш не може точно да одредиме кои се видови на млечно-киселински бактерии ќе бидат тука застапени, додека кај индустријскиот начин на добиени сирења секогаш знаеме, значи имаме точно определени млечно-киселински бактерии со точно познати карактеристики во однос на тоа каде ќе делуваат, на кои видови на органски соединенија застапени во млекото и за на крај да знаеме отприлика, точно да знаеме каков вид на сирење во смисла на тоа со каков вкус и арома ќе добиеме. Сега кај традиционално добиените сирења, бидејќи како што веќе напоменав, ги се изработуваат значи во мали количини, значи во домаќинства или во мали фарми, начинот на производство е мануелен. Додека во индустријските капацитети производството на сирењата веќе до некаде и автоматизиран. Исто така, традиционалните произведени сирења обично се произведуваат во планински региони кои што се изолирани на некаков начин географски да речеме, кои што се карактеризираат со специфични климатски карактеристики, се карактеризираат со специфични географски карактеристики, геолошки карактеристики, педолошки карактеристики, значи на регионот, кое што ќе влијае на развој на специфична вегетација која што представува дел од храната на животните кои што се напасуваат во тие региони, а тоа секако ќе влијае како на квалитетот на млекото во однос на физички-хемиските карактеристики. Исто така ќе влијае и да речеме на составот на млечно-киселинските бактерии, бидејќи дел од тие млечно-киселински бактерии, освен што може да ги изолираме од млечните производи, односно од сирењето и од млекото, може исто така да ги сретнеме и како природни живеалишта нивни да бидат и растенијата, исто така и почвата. И со нивно дополнително внесување во млекото, односно во сирењето, да влијаат на вкусот и квалитетот, односно аромата на сирењето. Исто така,
традиционалните сирења е карактеристично бидејќи се изработуваат во помали количини на мануелен начин, се поскапи во однос на индустријски добиените. И да речеме дека е тоа на некаков начин, ајде ако може да се земе хендикеп во однос на индустријски добиените, бидејќи се тие поевтини, бидејќи се произведуваат во многу поголеми количини. Тука да прекинеме, да дадеме простор за реклами, па ќе продолжиме со темата. Ви благодарам, господја Левков. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со денешната емисија. Денешен гостин, господја Весна Левков, научен соработник во Институтот за сточарство. Зборуваме на тема традиционален производ со посебен осврт на мариовското биено сирење, но секако пред да дојдеме до главната тема, да видиме околу користењето на млечно-киселински бактерии. Дефинитивно треба сите да разбереме дека секогаш микроорганизмите не сметаме дека се лоши, значи имаме и лоши и добри микроорганизми. Во добрите микроорганизми се млечно-киселинските бактерии. Па да позборуваме, Левков, околу користењето и употребата на млечно-киселинските бактерии. Млечно-киселинските бактерии, значи, се одговорни за млечно-киселинската ферментација, која што представува процес во кој што се врши разложување на млечниот шеќер до млечна киселина. И тие се фактички најодговорни од микроорганизмите во производството на млечните производи, секако и тука, значи, спаѓа и сирењето. Во смисла на тоа дека со својата метаболитичка активност присуството на ензимите ќе вршат разложување на присутните органски соединенија во млекото, како, значи, основна суровина за добивање на сирењето, до соединенија кои што ќе дадат карактеристичната арома и вкус на сирењето. Карактеристично е дека во рамки на тие млечно-киселински бактерии секој од нив одредени групи да речеме се јавуваат во различни фази од самото производство на сирењето. Така да затоа и ги нарекуваме дел од нив како стартер култури, бидејќи тие се оние почетни, еден дел од тие микроорганизми се почетни и се првични кои што го започнуваат процесот на млечно-киселинската ферментација. Тука пред себе ги спомнале лактококите, чија што улога, односно функција во почетните фази на производството на сирењето е токму во разложувањето на млечниот шеќер до млечна киселина, што ќе резултира со намалување на pH на средината, што од друга страна е важно и значајно поради тоа што на таков начин ќе создаде една средина која што ќе оневозможи поинтензивен развој на одредени микроорганизми кои што можат да бидат штетни, како што се, например, колиформни бактерии, кои што ќе придонесат не само за добивање на производ кој што ќе се карактеризира со помал квалитет, туку може да бидат штетни и по здравјето на луѓето кои што истиот ќе го конзумираат. Зошто токму овие бактерии во почетниот стадиум на производството на сирењето, на биеното сирење, поради тоа што самиот нивни метаболизам е многу поинтензивен, да речеме, од стапчестите млечно-киселински бактерии, лактобацилите. Односно и самата средина, значи млекото како средина каде што тие за прв пат се појавуваат, многу повеќе влија и многу е подобро, значи за поинтензивно размножување токму на овие микроорганизми. Додека другите видови, да речеме лактобацилите, веќе се јавуваат во подоцнежните стадиуми од производството на сирењето. Сега исто така е карактеристично што млечно-киселинските бактерии при трансформацијата на млечниот шеќер до млечна киселина можат да бидат
да се поделат во група на хомоферментативни или хетероферментативни, зависно од тоа дали како единствен производ на разложувањето на млечниот шеќер е млечна киселина, значи тие тука спаѓаат, значи во таа група се ние хомоферментативни, додека кај хетероферментативните групи на млечно-киселински бактерии, како крајен производ на разложување на млечниот шеќер не се јавува само млечна киселина, туку имаме некои дополнителни други соединенија, како што може да се јават, например, и оцетна киселина, може да се јави во известна количина и етанол, исто така и јаглероден диоксид. Се токму со активноста на тие хетероферментативни микроорганизми и појавата на газ, односно јаглеродниот диоксид, ја дава онаа карактеристична шуплина, односно шуплини кои што може да се сретнат и кај биеното сирење, меѓутоа и кај други видови на сирење. Многу е важно кога користиме млечно-киселински бактерии во приготвувањето, односно изготвувањето на сирењата, да ги одбереме оние млечно-киселински бактерии кои што се карактеризираат со брза ацидификација. Значи, кои што за кратко време ќе може да доведат до намалување на pH на средината и кои што ќе произведат млечна киселина во поголема количина, токму од оние причини кои што и претходно ги наведов, за да оневозможи развој на други непожелни микроорганизми во сирењето. Од друга страна, исто така е битно во задобивање на традиционално сирење кој што ќе се карактеризира со специфична арома и вкус и така наречената секундарна микрофлора, односно млечно-киселински бактерии кои што значи не се вклучени во овој првичен процес на разложување на млечната киселина, туку се вклучуваат подоцна во процесите на разложување на протеини, на масти до кетони, алдехиди и други производи кои што ќе дадат карактеристичната арома, мирис и вкус на сирењето. Карактеристично е дека кога зборуваме за овие млечно-киселински бактерии кои што се природно застапени во млекото, е тоа дека тие, да речеме, се многу поиздржливи во однос на промената на еколошките услови кои што настануваат во текот на зрењето на самото сирење, за разлика, да речеме, од стартер културите. Исто така се тие поотпорни, испитувањата, значи литературните податоци покажуваат дека се тие поотпорни во однос на влијанието на бактериофагите, значи не може толку лесно да се уништат од страна на бактериофагите, за разлика, да речеме, од стартер културите кои што се користат при индустријскиот начин на производство на сирење, кои што се поосетливи во однос на тие бактериофаги. Во текот на споменав, значи, дека сирењето представува еден биохемиски динамичен систем кој како резултат на активноста на млечно-киселинските бактерии доведува до промена во однос на pH, доведува до промена во однос на застапеноста на кислородот во самото сирење, доведува до промена во однос на активитетот на водата, и сето тоа ќе влие на промена на застапеноста на млечно-киселинските бактерии во самото сирење. Да направиме кратка пауза, па повторно ќе се вратиме во студиото. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Во безбедна храна, здрава иднина го ставивме како поента и производството на традиционален производ, бидејќи традиционалните производи се сепак еден знак или едно одбележје на народот или нацијата во една земја. Со нас е господја Весна Левков, научен соработник во Институтот за сточарство. Вашиот докторат беше на тема мариовско сирење. Зошто го одбравте баш овој регион и овој вид на традиционален производ? Така, па испитувањето на традиционалното биено сирење кај нас веќе датира од 97-98 година,
кога професорот Какуринов за прв пат почнува да врши испитување на биеното сирење во Кумановскиот регион. Потоа во регионот на Трубарево, јас во својата магистарска работа вршев испитување на биеното сирење во Тетовскиот регион, така да податоци во однос на микробиолошките карактеристики на традиционално биено сирење немавме добиено од Мариовскиот регион. Така што беше интересно да се види, за мене беше така доста мотивирачки да се види, да се направат тие испитувања, да се види пошто е така карактеристично тоа Мариовско биено сирење. А претходно има правено анализи на биено сирење од Мариовскиот регион во однос на физичко-хемиските карактеристики. А Мариовскиот регион е интересен поради тоа што представува една специфична природна целина, која што на некаков начин поради географската положба, кој што бидејќи од сите страни е обкружен со планини, на некаков начин е изолиран, да речеме, од другите региони во околината, се карактеризира со специфични геоморфолошки карактеристики, климатски карактеристики, има специфична богата и разнообразна вегетација, што секако представува дел и од храната на животните кои што таму се одгледуваат и се напасуваат на тие пасишта. И секако сметавме дека тоа ќе има влијание на изгледот, вкусот и мирисот на сирењето, така да испитувањата кои што ги правевме покажа одредени отстапки, варијации во однос на составот на млечно-киселинските бактерии во споредба, да речеме, со биените сирења претходно работени во другите региони во Република Македонија. Меѓутоа, доколку се прават анализи, да речеме, и во други региони и области, во источниот, западниот дел на Македонија, секако ќе најдеме известни варијации во застапеноста на млечно-киселинските бактерии, бидејќи и литературните податоци покажуваат дури во рамки на едно исто домаќинство при различни процеси на производство на традиционален производ, односно традиционално сирење, се појавуваат известни варијации во составот на и динамиката на млечно-киселинските бактерии. Тоа произлегува и од самиот факт што производството на традиционален начин подразбира користење на традиционални алатки за производство. Така што голем дел од млечно-киселинските бактерии знаат да останат прикрепени токму за тие алатки и дури после миењето и чистењето нивно да останат, значи, на тој лекарски прибор кој што се користи. Така што со следната, значи веќе со следното производство, значи на следната етапа на производство, да тие се внесат во млекото или во сирењето, што ќе придонесе токму во појавата на тие разлики во составот на млечно-киселинските бактерии. Инаку биеното сирење од Мариовскиот регион се карактеризира со една жолтеникава боја. Има специфичен мирис и вкус, што доаѓа токму од активноста на млечно-киселинските бактерии. На пресек се карактеризира со шуплини, кои што се нееднакво распоредени, кои што може да бидат со различна големина, а кои што се резултат на активноста на хетероферментативните млечно-киселински бактерии, кои што освен како крајен производ на ферментацијата на млечниот шеќер не е само млечната киселина, туку и појава на јаглероден диоксид. Меѓутоа, постојат и други видови на микроорганизми кои што исто така можат да се јават во млекото, а кои што исто така можат да ја вршат разложување на млечниот шеќер и да дадат како крајен производ газ, појава или на CO2 или на водород, како што се колиформните бактерии, кои што доколку се присутни во многу голем број во млекото, може да предизвикаат ран надув на сирењето, што секако не е добра карактеристика, не е добра особина на сирењето. Тогаш во таков случај може да дојде до пукање на сирното тесто и да добиеме како се вика производ кој што ќе биде
значи нема да ќе отстапува од своите стандардни карактеристики, меѓутоа ќе биде и неповолен за самите консументи. Исто така појава на газ и појава на шуплини може да предизвикаат и други видови на микроорганизми како што е клостридиум, кој што може да предизвика доцен надув на сирењето. Секако тие спаѓаат во групата на неповолни микроорганизми кои што не е убаво и не сакаме да ги најдеме во сирењата и кои што предизвикуваат расипување на сирењето. Затоа е многу битно кога ги изработуваме сирењата на традиционален начин, големо внимание да се обрне на квалитетот на млекото како основна суровина од која што се добива сирењето. Исто така е неопходно така и од здравствен аспект. Неопходно исто така да се обрне внимание на тоа дека млекото не треба долго да се чува после молзењето. Најубаво е во што е можно пократок временски период да се започне со негово производство и добивање на сирење, бидејќи подолгото чување на млекото, иако и на ниски температури, ќе предизвика развој на психрофилни бактерии кои што така имаат негативен ефект на квалитетот на сирењето. И токму од овој аспект исто би споменала значењето на проучувањето на токму на овие традиционални сирења со цел да се издвојат млечно-киселински бактерии, да се проучат нивните карактеристики и потенцијали, за да можат тие на некаков начин да се вклучат и во индустријскиот начин на производство со цел да добиеме безбеден производ, кој што ќе ги има во себе оние карактеристики во смисла на арома и вкус на традиционалниот производ. Го правевте вашиот труд во Маријово. Предпоставувам бевте добро прифатени од семејствата кои што нели ве прифатија да го направите вашиот докторат. Меѓутоа од страна гледајки, дали видовте дека сите тие сето тоа тој традиционален начин на производство, квалитетот на млеко, здравјето на животни го имаат во предвид и дека навистина се едуцирани за ова што го говориме во денешната тема, или пак може би треба да го зачуваме традиционалниот начин на производство на сирење, но да направиме до едукација на луѓето кои што се занимаваат со производство на овој производ. Јас во мојот докторат, значи експериментот го работев во селото Пештани, во Прилепскиот дел на Маријово. Бев многу убаво прифатена од домакините кои што таму го работеа сирењето, кои што таму живееа, односно таму ги чуваат, ги гледува овците. Значи живеат во едно многу тешки услови, на недостаток на доволна количина на вода, инфраструктура, значи многу тешко доаѓаат, да речеме, и до поголемите градови каде што би годнеле своето сирење да го пласираат. Значи во однос на животните тие се под ветеринарска контрола, континуирана, постојана. Условите каде што се произведуваше сирењето секако се традиционални. Сметам дека луѓето би требало да се доедуцираат во однос на тоа да сватат колку е значајно хигиената. Значи во просториите каде што, да речеме, ќе се произведува сирењето, во просториите каде што тоа ќе се чува, да се зрее, исто така хигиената во текот на молзењето, бидејќи голем број од микроорганизмите кои што би можеле штетно да делуваат на квалитетот на сирењето, можат да навлезат и преку кожата на вимето на животните во текот на молзењето, како и од самите луѓе кои што се вклучени во тој процес на молзење, односно преработка на млекото во крајен производ, односно млечен производ. Секако околината и местата каде што овците се носеа на напасување, двете фамилии има различни, значи, локации каде што ги носат овците на пасување. Така што и резултатите кои што ги добивме, значи, на крајот од истражувањата покажа одредени известни разлики во составот на млечно-киселинските бактерии во биеното сирење.
Како што кажав и претходно, секако тоа си има влијание, значи на внесување на дополнително внесување на млечно-киселински бактерии преку млекарскиот прибор и така натаму. Ке мора да направиме една кратка пауза, па повторно ќе продолжиме со разговорот. Ви благодарам. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Реклами. Медик Скопје. Комплетна грижа за вашето здравје. Поликлиника и центар за болка. Врвна диагностика со најсовремена опрема и високо стручен и докажан медицински кадар. Медик Скопје. На ефтини цени и 20% попуст со клуб картичка. Со нас се живее подолго. Медик Скопје. Телефон 27 92 003. Можам да го исклучам светот. Се е во ритм. Се е чисто и перфектно. Јас сум едно со мојата музика. Јас немам граници. Со неверојатна резолуција. Можам да видам се во ново светло. Насекаде наоѓам инспирација. Креирам, споделувам, а начинот на работа се промени за секогаш. Можам да ги гледам моите омилени шоу програми, додека поминувам преку океанот и континентите. Насекаде. Xperia Z4 таблет од Sony. Xperia Z4 таблет те инспирира да го направиш секој ден посебен. Радио Слободна Македонија. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Во последниот блок од денешната емисија да го спомнем и меѓусебното дејство на солта, која што е неопходен елемент во подготовка на сирењата и млечно-киселинските бактерии. Солењето представува дел од технологијата на производство и на биеното сирење и воопшто на сирењата. Во текот на производството на биено сирење имаме два пати солење. Значи првиот пат е од кога ќе се пресечат питите со биено сирење на помали парчиња. Прво имаме суво солење, а потоа солењето оди преку ставање на парчињата сирење во саламура. Солта има значење во однос на предодесува кон структурата, конзистенцијата на сирното тесто, од една страна, од друга страна солта делува и како инхибиторен фактор за развој и на млечно-киселинските бактерии, меѓутоа и на другите видови на бактерии. Солта во сирењето предизвикува извлекување и излачување на поголема количина на вода од сирното тесто. Карактеристично е дека известна количина на сол може да делува стимулативно на активноста на млечно-киселинските бактерии. Се смета дека литературата покажува дека концентрација од околу 4 до 5% делува стимулативно на активноста на млечно-киселинските бактерии, меѓутоа и на ензимите кои што се наоѓаат во млекото, односно сирењето. Меѓутоа веќе концентрација над 5% делува инхибиторно на млечно-киселинските бактерии, меѓутоа и на другите видови на микроорганизми. Карактеристично е дека одредени видови на млечно-киселински бактерии може да бидат и потолерантни на повисока концентрација на сол. Самата сол, кога се внесува во сирењето, предизвикува намалување на активитетот на водата, односно се намалува онаа количина на вода, слободна вода, која што може да ја искористат микроорганизмите, така што солта на некој начин би рекле дека представува една мерка која што дамна е позната, со која што фактички се врши зачувување на храната во однос на тоа да се спречи нејзино расипување од страна на микроорганизмите, бидејќи го спречува нивниот раст и развој. Сега биеното сирење веќе спомнав дека се карактеризира доста со висока концентрација на сол. Таа помага во однос на тоа, на неговата конзистенција, меѓутоа помага и во спречување на развој на непожелни микроорганизми во биеното сирење, со оглед на тоа дека
работевме на сирење добиено на традиционален начин, каде што рековме немаме процес на пастеризација или прочистување на млекото, така што солта е, би рекле, соработник во зачувување на квалитетот и изгледот на биеното сирење. Спомнавте дека млечно-киселинските бактерии се разликуваат во различни региони. Дали во Република Македонија имаме некоја место пред се во научните институции каде што имаме колекција на млечно-киселински бактерии кои што се автентични за нашиот регион? Па млечно-киселинските бактерии кои што се застапени, да речеме, во млечните производи кои што се произведуваат на територијата на Република Македонија, е карактеристично што се доста слични со оние млечно-киселински бактерии кои што се застапени во медитеранските земји, на балканските простори. Меѓутоа, карактеристично е дека во рамките на еден вид може да се јават соеви кои што меѓусебно се разликуваат по некои свои својства и карактеристики. И затоа е убаво и настојуваме преку проучувањето на вакви традиционални производи да ги одвоиме, да ги изолираме тие видови, односно соеви на млечно-киселински бактерии и на некаков начин да ги зачуваме. Затоа е убаво да се формираат такви колекции во кои што ќе бидат групирани тие изолирани видови и соеви на млечно-киселински бактерии, кои што понатака би се работело во смисла на тоа да се утврдат нивните карактеристики, нивните својства во однос на и на брзина на цедификација, во однос на разложувањето на протеините, секако од аспект и во правец на добивање на соединенија кои што ќе дадат карактеристичниот вкус и мирис како на сирењата, така и на млечните производи, така што сметаме дека формирањето на таква една колекција ќе биде многу добро. Секако како заеднички, да речам, соработка со повеќе институции научни во Република Македонија кои што работат на таква проблематика, како што се и Земјоделскиот факултет од Скопје, Ветеринарниот факултет од Скопје, меѓутоа и други научни институции кои што работат на територијата на Република Македонија. Затоа што и поседувањето на ваквата колекција и преку проучувањето на овие видови и соеви на млечно-киселински бактерии ќе помогнат како во зачувувањето на видовите на млечно-киселински бактерии кои што се наоѓаат во традиционалните сирења, а понатаму би можеле, значи согласно резултатите кои што ќе се добијат од понатамошните испитувања, да бидат вклучени и во индустријскиот начин на производство на сирења со цел добивање на сирења безбедни за консумација, кои што ќе бидат во рамки на она што го бара законската регулатива, а сепак ќе ги даваат својствата, сензорните карактеристики кои што ќе бидат кои што се карактеристични за традиционално добиените сирења. Тука е и крајот на денешната емисија. Јас навистина ви благодарам за времето што го одвоивте да бидете гостин во Радио Слободна Македонија и дефинитивно треба да се навратиме наназад према нашите корени и да препорачаме на сите примарни производители да бидат во од со едукациите, меѓутоа да останат доследни во зачувување на традиционалната рецептура и традиционалниот начин на производство на сирење. Благодарам на вас уште еднаш за поканата. Се надевам дека слушателите има една интересна емисија и содржина. Интересна емисија. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 7 февруари 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. До слушање до следната недела. Пријатно. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.